Християнска победа над сатаната, односно клуч за победа над сатаната и неговите зли духови или демони. Како прво, биди во заедништво со Исус Христос. Блиското заедништво со Него ја изразува нашата љубов кон Него. Исус денес седи од десната страна на Бог, Таткото, и редовно како првосвещеник се моли за нас верниците, за Неговата црква. Тој седи од десната страна. Тоа ја покажува Неговата власт и авторитет кој ги има во небото. Се моли како првосвещеник. Тоа ја покажува Неговата светост и Неговата жртва, што ја направи лично со Неговото собствено тело. Затоа апостол Павле напишал: затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку Него доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Евреите 7 глава, 25 стих. Како второ, облечи се со севкупната Божја опрема, за да се спротивставиш против ѓаволските напади. Бог ја дал оваа опрема и одбрана. Зато апостол Павле вели: облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места, па затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. И така, стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата, обујте ги нозете со ревноста за евангелието на мирот. При сето тоа, земете го и шлемот и штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечистивиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божиот збор. Во таа борба треба да сме спремни и во очекување дека ќе бидеме нападнати од лукавиот. Зашто не ни се непознати неговите намери, пишува апостол Павле, а јако вели: спротивете му се и тој ќе побегне од вас. Како трето, познавај го добро Божиот збор и користи го правилно. Таквиот начин е ефикасен во борбата против лукавиот. Исус тоа го примени кога се наоѓаше во искушение во пустината. Тој 3 пати рече: пишено е, пишено е, пишено е. Апостол Павле вели: Христовиот збор да живее изобилно во вас. Во секоја мудрост учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пеејте му на Господ со благодат во вашите срца. Да не му даваме место или простор на ѓаволот преку слабоста на нашето тело. Тоа е како четврто. Апостол Павле пишува: и не давајте му место на ѓаволот. Кој крадел, да не краде веќе. Подобро е да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување каде е потребно, за да им даде благодат на слушателите. И не жалостете го Светиот Дух Божи со кој сте запечатени за денот на избавувањето. Ова е во Ефесјаните 4 глава од 27 стих натаму. Како петто, потпри се на Светиот Дух кој живее во тебе. Библијата учи: ние сме храм на Светиот Дух. Тоа е дури и советување предскажано. Во книгата на пророкот Езекијел е речено: ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите наредби. И бидејќи тој живее и е вложен во нашите срца, ние сме победници против лукавиот.
Затоа Јован вели, вие сте од Бога дечиња и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас отколку оној кој е во светот. Прво Јованово писмо, 4 глава, 4 стих. Како шесто, во борбата против лукавиот, моли се за другите. Зошто? Со тоа ќе можеме да ги спречиме намерите преку луѓето да не сме силно нападнати. И треба да се молиме директно да не сочува Исус од овој бесен непријател. Во молитвата Татко наш е речено: избави не од лукавиот или од злиот. Се мисли на сатаната. Тој, иако има уште малку време за дејствување, сепак не е семожен, бидејќи е ограничен во своето дејствување и е целосно поразен преку Христовата жртва. Затоа Јован вели, затоа се јави Божиот Син да ги разурне делата на ѓаволот. Кој врши греф од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Затоа се јави Божиот Син за да ги разурне делата на ѓаволот. Прво Јованово писмо, 3 глава, 8 стих. И на крајот, конечно, 7, не дозволувај да се занимаваш со нешто што спаѓа во окултна пракса, зашто со тоа тој ќе преземе водство на твојот живот. Да не те освојат лажни исцелители, да се предаваш на биоенергија, христијанска јога, наречена христијанска јога, пророштва за тебе и така натаму. Апостол Павле пишува: вашата послушност им е позната на сите, затоа се радувам со вас, но сакам да бидете мудри за доброто, а прости за злото. Со послушноста кон Бог, многу проблеми што ги сервира сатаната на Божите деца ќе бидат отстранети. Господ нека ве благослови. Тоа е нашата сигурна победа, клуч за победа над сатаната и неговите зли духови. Амин.